Владата се уште нема потенцијални кандидати за замена на Коцевски, откако вчера ја продолжи постапката за негово разрешување од функцијата државен јавен обвинител. Премиерот Мицкоски вели, на јавен повик ќе се бара најдобриот кандидат. Кој ќе биде заменик на Косме Коцевски? Не знам. Кој ќе биде наследникот? Не знам, не сме ни размислувале. Тоа ќе биде јавен повик, секој некој што ќе ги исполнува условите согласно закон и согласно самиот повик може да се пријави, така што пратениците се тие кои што одлучуваат кое е најдоброто решение, тие го бираат на крајот. Очекувате брзо да течуваат? Да. Коцевски смета дека нема аргументи за негово разрешување и вели дека ова е политичка одлука. Подсетува на мислењето на Советот на јавни обвинители дека тој нема направено тешка дисциплинска повреда. Вели, не држат ниту аргументите за функционирањето на државното обвинителство под негова капа, бидејќи тој бил најтранспарентниот јавен обвинител во регионот. Постапката не зависи веќе од мене, ќе нагласам уште еднаш дека навистина ова е само политичка одлука. Таа транспарентност секако се одразува и на отчетноста на јавните обвинители и целото јавно обвинителство. Од тие причини нема ни една аргументирана причина дека сум ја нарушил функционалноста на самото јавно обвинителство. Со помалку јавни обвинители од минатата година околу 100, сега околу 70, навистина работата се врши успешно во можности на она што јавните обвинители можат да го сработат. Опозицијската СДСМ се уште нема став дали ќе поддржи разрешување на Коцевски, но партискиот лидер смета дека потегот на власта не води кон вистински реформи во правосудството, туку кон политички притисоци врз Коцевски за власта потоа да постави партиски човек на оваа позиција. Не бранам никого, но не е тоа што сите очекуваме да се направи. Ние имаме препораки од оценската мисија, што треба да се направи во правосудството. Ниту една препорака не е имплементирана. Нема нов закон за јавно обвинителство. Треба да има нов закон. Треба да има нов кривичен закон. Тоа се суштинските работи кои што треба да ги видиме во правосудството. Некој да биде на некоја позиција и се постава прашањето кои се критериумите. Дајте да ги донесеме европските критериуми. Јавниот обвинител треба да биде целосно отпорен на политички и партиски влијанија. Претседателката на државата за тоа каков профил на човек е потребен за оваа функција, вели дека тоа треба да биде личност која ќе биде круна на целиот обвинителски систем. Сакам бескомпромисен борец за почитување на законите, некој кој што ќе биде заколнат борец за владење на правото, некој кој што ќе биде отпорен на партиски и на политички влијанија, некој кој што ќе биде круна на целиот обвинителски систем, бидејќи ако нема промени во обвинителството, во обвинителскиот систем, нема да има ни успешни судски реформи. Владата вчера донесе одлука да ја продолжи постапката за разрешување на Коцевски, која ја почна во февруари, но ја прекина по трагедијата во Кочани. Коцевски е државен јавен обвинител од лани февруари, а беше избран со 62 гласа од претходното парламентарно мнозинство. Даниел Василев, Сител телевизија.